Почитувани гледачи, добар ден. Денешната емисија започнуваме во градинарскиот центар Хорти Дизајн. Се надеваме дека ќе ви се допаднат денешните содржини. Останете со нас. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, во рубриката Растенија за нашата градина, овој пат ќе ви го представиме кралот на сенката, а тоа е таксусот. Е мало зимзелено дрво или грмушка во семејството таксаксе. Тоа релативно бавно расте и може да биде многу долго и да достигне височини од 1 до 40 метри. Тие имаат црвеникава кора, рамни, темнозелени лисја, 1 до 4 см долги и 2 до 3 мм широки, наредени спирално на стеблото. И од ова растение постојат неколку видови хибриди. Во денешната емисија ќе ви ги представиме оние кои се најраспространети кај нас, а тоа се Taxus media hicksii и Taxus media hillii. Taxus media hicksii. Четинарска грмушка до 5 метри висина. Ластарите растат вертикално во висина и гличките се со темно-зелена боја. Има декоративно семе покриени со црвена облога. Вечноста на растението е повеќе од 1000 години. Достигнува висина од 3 до 5 метри, ширина 2 до 3 метри. Обилно заврзува декоративни семки, округли покриени со црвена облога, со диаметар 1 см. Игличките семејки со темно-зелена боја и сјајни со должина 2,5 до 3 см и се рамни. Расте за една година во висина 15 см, а во ширина 10 см. Предпочита плодни, малку глинести, добро дренирани почви. Не поднесува застојна вода и кисели почви. Може да се користат како жива ограда, да се садат во ред рамно 2 до 3 жбуна на 1 метар. Taxus media hillii. Четинарска грмушка со висина 1,5 метар. Ластарите се развиваат во вертикала и има зелена боја. Содржи густа круна. Игличките му се крупни, сплескани, одозго расјајни и зелени, одоздола посветли со јасно изразена жила. Расте споро и бара плодни и влажни почви. Добро поднесува сенка, но подобро се развива на сонце. Но сепак е подобро да се сади во сенка, поради тоа што така ја зачувува својата боја. Многу добро поднесува кроење, најдобар четинар за жива ограда. За ограда густината на садење треба да биде 2 до 3 растенија во ред на 1 метар.
Есенска акција на моторни пили штил од 25 септември до 25 ноември кај сите овластни трговци на штил во Македонија. МС-180 со специјална цена од 12.990 денари. За сите останати модели купувачите ќе добијат вредни додатоци за работа со моторна пила. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, Хорти културно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Алојс Фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс Фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Ова е рубриката Практични алатки, а во неа ќе го видите прилогот за тракторската косилка од серијата Т6. Има два типа моторни косилки: цилиндрични ротациски или лебдечки. Повеќето од нив работат на бензин, струја или на акумулатор за полнење. Моторните косилки може да бидат опасни на стрмните падини, зашто се наменети за рамни површини. Самодвижечките косилки и оние што ги влече трактор се најпогодни за косење на поголеми тревни површини. Цилиндричните косилки може да имаат собствен погон или може да се приклучат на трактор. Повеќето од нив имаат валјак кој има најважна улога ако сакате да имате тревник во пруги. Колку валјакот е потежок, толку пругите ќе бидат поизразени. Ротациските и лебдечките косилки имаат метални или пластични ножеви што може да се менуваат, а тревата ја косат како ножици кои се вртат хоризонтално. Ротациските модели имаат тркала, додека лебдечките се движат со воздушно перниче. Некои типови ротациски косилки се опремени со валјаци и најмногу одговараат за уредените и одржувани тревници. Обата модела се многу поделотворни отколку цилиндричните за терените кои се благо нерамни и таму каде што има висока трева, но повеќето од нив не ја косат ниско тревата. Ротациските ножеви се разлабавуваат и се препорачува редовно да се преверуваат и да се сервисираат.
Во Австрија, во областа Тирол, се наоѓа најголемиот центар за градинарска компетенција во Европа. Викинг, ќерката фирма на Штил, таму ги има обединето сите области потребни за совршенство во производството на градинарски апарати. Центар за истражување и развој, производство, набавки, маркетинг, продажба и тестирање на производите на квалитет. Нивниот слоган «Од љубов кон тревникот» обединува неколку пораки кон клиентите. Влева сигурност дека нивните градинарски апарати се опремени со иновативна техника и голема издржливост при работа. Нивните инженери и дизајнери на најдобар можен начин постојано работат за исполнување и на најприбирливите желби на купувачите. А најголемиот доказ за тоа се независните оценувачи и цертифицирачките куќи во Европа, кои потврдуваат дека Викинг исполнува надпросечни стандарди кај своите производи: моторни, електрични и акумулаторски косилки, тракторски косилки и рајдери, градинарски сечкалки, шредери и мотокултиватори. Во Република Македонија, преку генералниот застапник Нимет Доел и неговите овластени трговци, производите на Викинг им се достапни и на македонските купувачи. И сето тоа со компетентен совет при избор на производ и квалитетен сервис и одржување. Косењето на поголеми тревни површини во денешно време е незамисливо без така наречените тракторски косилки. Моќни, робустни, практични, а оние кои ги споредиле со други брендови тврдат дека за удобност им нема рамни. Тоа се тракторските косилки Викинг од серијата Т5 и Т6. Овој тип на косилки е опремен со моćни мотори од 13 па се до 23 којски сили и се наменети за одржување на тревни површини од 6000 до 10.000 метри квадратни. Во зависност од моделот, широчината на откосот е од 95 до 125 сантиметри. Тие имаат голема корпа за собирање на искосената трева од 250 до 350 литри. И единствено кај Викинг, таа е дизајнирана целосно и компактно да се наполни. Незиното празнење се врши со леснотија, седејќи на седиштето, а сето тоа е поради малото настојание на рачката за празнење од оската на ротација на корпата. Менувачот може да е автоматски или мануелен. Сите команди, како вклучување на ножеви, празнење на корпата, менување на брзини, се лесно пристапни, па поради тоа човек многу брзо влегува во ритам на користење на оваа косилка. Седењето е комотно со голем простор за нозете, а седиштето се подесува напред-назад за дополнителен комфор. Во случај да се коси во предели со намалена видливост или ноќе, се користат светлата вградени на предната маска.
Овие тракторски косилки имаат и приклучок за количка на задниот дел, со што е возможено транспорт на погабаритни добра. Во зимските денови на гумите може да се монтираат ланци, како и туркач за снег, за расчистување на големи површини од снежната покривка. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Градинарскиот центар Хорти Дизајн одлучи најубавите 3 градини да ги награди со вредносни бонови, односно трето пласираната градина ќе добие вредносен бон од 2000 денари, второ пласираната награда ќе добие вредносен бон од 3000 денари и нормално најубавата градина, односно градината што ќе победи во нашиот серијал, ќе добие вредносен бон од 5000 денари. Собствениците на градините ќе дојдат тука во Хорти Дизајн и ќе можат да си одберат растенија во вредност на боновите кои ќе ги добијат како награда за учество во серијалот Гарден клуб градини, односно изборот за најубава градина. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, ние се наоѓаме во ексклузивниот салон на Нимет, кој е генерален застапник на Штил, светски познат бренд за моторни алати, кој реши второ и трето наградените градини во нашиот серијал да ги награди со овие прекрасни аксесориси за употреба во градините. А сега да видиме што ќе добие најубавата градина во серијалот Гарден клуб градини. Се работи за една практична алатка од моделите на Штил, поточно електричната ножица за жива ограда Штил HSE 61. Покрај моторни апарати, Штил во својата програма има цел асортиман апарати кои се погонувани со електрични мотори. Голема предност на електричните апарати е тоа што се потивки, имаат помалку вибрации, не користат гориво, а машините се поедноставни за управување. Штиловите електрични апарати, како и моторните, се висококвалитетни машини, во зависност од моделот, наменети се за напредни домашни корисници или за професионалци. Електричната ножица за жива ограда HSE 61 има моќен мотор од 500 вати, тежи само 4,1 кг, а е многу тивка. Ножот е долг 50 см и има голем проред меѓу забите, 29 мм, со чија помош лесно ги одсекува гранките. Удобна е за работа, рачката е вртлива и може да се намести во 5 различни работни позиции. Вибрациите се на најниско ниво, а тежината е целосно избалансирана во двете раце, па така овој модел воопшто не е заморен за работа.
Голема предност на овој апарат е тоа што може да се користи на места каде што бучавата е строго забранета, како болници, училишта, ресторани, хотели и така натаму. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Кога главниот план на градинарскиот простор е поставен, наред е најголемото задоволство во целиот процес, а тоа е избирањето на растенијата. Печатокот што во градината го создава изборот на растенија е извонреден. Растенијата му даваат на градинарскиот простор стил, привлечност, карактер, длабочина и топлина, а тоа се само некои од нивните ефекти. Соседната улица може да биде значително поубава, а ако над неа се надвисне дрво што ги ублажува острите линии и што внесува боја и текстура во правилниот урбан предел. Дворот засолнет со високи ѕидови лесно може да делува како затворски двор, но ако преку нив или по нив се качува растение што ползи, например глицинија, просторот ќе се преобрази во пријатно и мирно место. Растенијата даваат спокојство, претворајќи ги грубите облици во флуидни и нежни нијанси. Тие, како завесите во куќата, ќе ги ублажат и острите звуци. Се повеќе се цени и се верува дека присуството на растенијата го подобрува квалитетот на воздухот околу нас, го ублажува загадувањето, сосема сигурно ги зголемува количествата кислород и влажност во воздухот и дава пријатни мириси. Сето ова несомнено се предностите на растенијата, иако лицата што страдаат од алергии можеби нема да ги сметаат за предности. Може да се каже дека успешното избирање на растенијата креира успешна градина. Исто така, може да се каже дека пред садењето на растенијата, градината всушност не е градина. Незината терапевтска сила, која може да ги смири мислите и да го поткрене расположението, главно доаѓа од растенијата, а можеби и од водата и од градежните материјали, вешто усогласени со градинарскиот простор. Елементот смиреност заедно со шармот и со стилот лесно може мал засаден градинарски простор да претвори во пријатно прибежиште. Дури и наједноставниот облик на садење, наместо бетонирана површина како што е добро одржуван тревник, ќе внесе живост, боја и мекост во просторот, кој инаку бил груб и одбивен. Богатството на растителни видови речиси чудовидова, но избирањето никогаш не е ограничено, иако така изгледа на прв поглед. Од изборот на видови дрвја, грмушки, повеќегодишни растенија и други растенија, многу растенија можат веднаш да се исфрлат како несоодветни и тоа поради повеќе причини, например несоодветниот вид почва, климатските услови, големината или брзината на растењето. Откако ќе ги изберете видовите што најмногу одговараат, личните афинитети кон определени бои или форми уште повеќе ќе го стеснат изборот. Начинот и времетраењето на користењето на градинарскиот простор исто така ќе влијаат врз изборот на растенијата. Например, градина што се користи само лете треба да се засади со растенија што се најубави во тој дел од годината. Садење непосредно до куќата или до колскиот влез исто така влијае врз изборот на растителниот материјал, бидејќи на такви места се очекува растенијата да го украсуваат просторот цела година. Затоа, внимателно треба да се изберат и да се распоредат оние растенија што ќе цветаат наизменично во секој период од годината.
Втора можност е да се комбинираат вечно зелени растенија со дрвја и грмушки што раѓаат плодови или имаат украсни гранки и кора. Тука може да се вклучат и луковките и едногодишните растенија, кои со своите цветови ќе внесат боја во темните периоди од годината. Во секоја градина има многу можности, иако е секоја убава на свој начин. Затоа, да се зборува за точно определен или особен стил не е ни најмалку оправдано. Сепак, има две крајни точки меѓу кои се наоѓаат сите други стилови на изведба на просторното уредување. Тоа се формалниот и неформалниот стил. Одлуката за степенот на формалноста или на неформалноста може значително да помогне во основниот избор на растителниот материјал. Така, например, строгата формална градина во споредба со неформалната градина има драстично ограничен број растителни видови. Градината ќе остава впечаток на голема мок и впечаток на ред, ако при садењето употребувате мал број растителни видови, но во поголеми количества. Треба да се спомене дека формалниот начин на садење не мора да значи распоредување на растенијата под прав агол или во низа, а не значи ниту садење на строго определено место. Чувството на формалност може да се постигне и со садење на одредени видови растенија полукружно, создавајќи на тој начин смиреност со помош на едноличноста. Дури и типичните неформални растенија, ако се одгледуваат во поголеми групи, можат да го предизвикаат чувството за ред. Например, на поголема површина, украсната трева, засадена за да се креира цврста платформа исполнета со интересна градба, ќе остава впечаток за ред и правилност. Силното архитектонско обележје на вообичаената формална градина одразува впечатлива слика, полна со симетрија и рамнотежа и со прецизност и уредност. Растенијата честопати се третираат како конструкцијски елементи и обично се наредени до зидовите и до другите градежни елементи. Својот изглед формалната градина го должи не само на внимателно пострижените и подкастрени растенија, туку и на постојната контрола и на одржувањето. Своја занимливост и убавина формалниот начин на садење задржува и лете и зиме. Зиме, кога се е оголено, едноставноста на правоаголните форми јасно се истакнува во светлите сончеви денови. Формалниот стил бара воздржаност, што сигурно е проблем за сите што би сакале да употребат повеќе видови растенија. Например, соочени со ситуацијата од двете страни на пространиот колски приод се наоѓаат искосени тревници, многумина тешко ќе одолеат на искушението да изберат 20 различни видови дрвја. Сепак, многу поформален впечаток ќе се постигне со повторување на садењето на еден единствен вид дрво, засадено во правилна низа од едната страна или од двете страни на приодот, обликувајќи хармоничен дрворед. Неформалното уредување опфаќа цела палета видови растенија, дрвја, грмушки, зелјести растенија и подразбира нивно спојување на различности, богатства и изобилства, за да се вклопат боите, формите во една впечатлива целина. Како и кај формалниот стил, и овде има исто толку, ако не и повеќе начини на уредување, за да се постигне целта. Градина во селски стил, која изгледа како организиран хаос и каде што се стекнува впечаток дека растенијата се распоредени случајно, многу брзо може да стане вистински хаос во кој ќе преживеат само најсилните растенија. За да се зачуваат растенијата што ја создаваат оваа градина, треба многу искуство и многу време, не само за одржување, туку и за проверка на состојбата. Неформалниот начин на уредување може да се развива со избирање на комбинација од растенија што можат да растат заедно, а условите за одгледување и силата на растењето им се исти, при што еднакво им одговараат и климатските услови и почвата. Добар пример за тоа се зелјестите растенија кои бараат незначителна или дури никаква грижа. Одгледуваните растенија може да се комбинираат така што ќе оставаат впечаток на дива ливада, а автохтоните растенија може да се распоредат така што ќе креираат природна ливада. Всушност, целата градина може да се опликува со употреба на растенија што растат природно на одреден простор. Таквите растенија ќе привлечат во градината и дел од локалната фауна, обезбедувајќи им на животните извор на храна и природно пребивалиште.
На многумина може да им се чини дека неформалниот стил бара голема ангажираност, но со проучување на локалната околина и со правење забелешки за растенијата што растат на тоа подрачје, шемата на садење може да се приспособи и на одгледуваните градинарски растенија. Со садење дрвја со прозирна круна може да се обезбеди доволно светлина за грмушките што ќе растат под нив. Под грмушките добро ќе успеваат пролетните луковки, а по нив и зелјестите растенија што поднесуваат сенчести услови. Оваа слоевита заедница може да делува пренатрупано, но сите растенија ќе растат успешно, ако на секој слој му овозможите доволно светлина и други потребни услови во текот на сезоната. Есенска акција на моторни пили штил од 25 септември до 25 ноември кај сите овластни трговци на штил во Македонија. МС-180 со специјална цена од 12.990 динари. За сите останати модели купувачите ќе добијат вредни додатоци за работа со моторна пила. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Конечно Гламур, новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повторпат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур, на улица Првомајска, спроти цементарница Устје. Ресторан Гламур, свадбен ресторан. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс Фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс Фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Тоа беше се во 22-то издание на емисијата Гарден Клуб Градини. Се гледаме следната сабота. Ви посакуваме пријатен ден.